Потребни се итни законски реформи поради 3-децениското доцнење на нашето семејно законодавство. Потребата од темелни реформи е поради фактот што се соочуваме со голем број на семејни и родови насилства и нарушени семејни односи. Ова беше заклучокот на конференцијата на која учествуваа еминентни професори од областа на семејното право, судии, адвокати и представници на невладини организации. Апелираат час поскоро да се случат овие промени со цел да се превенира и да се подобри заштитата на сите членови во семејството. Нас на УНУ-ката не натера токму да ја организираме оваа конференција се со цел да иницираме реформи, затоа што семејството и правата на детето се најзначајниот сегмент од општеството. Како наука чувствуваме лична одговорност да помогнеме на државата. Како една од главните причини е да се реагира, а целта да се обезбеди подобра заштита на правата и интересите на децата. Се предлага воведување на заедничко вршење на родителското право и по развојот на брак и се предлага моделот на поделено родителство. Тој е присутен веќе подолго време, повеќе децении во голем број европски законодавства и со тој модел се обезбедува децата по развојот на бракот да поминуваат подеднакво време и кај едниот и кај другиот родител. На конференцијата беше посочено дека се зголемува бројот на дисфункционални семејства, расте бројот на разводи и на семејно насилство и токму поради овие причини беше посочено дека е време да се постапува превентивно. Дел од предлозите беа да се вратат предбрачното советување и советувалиштата како превентива во зачувување на брачните заедници и родителството. За сето ова да се реализира потребни се повеќе ресурси и поголема поддршка, но и повеќе да се работи за да можат жртвите на семејното насилство да се потпрат на институциите.